Почитувани представници на медиумите, ви благодарам за присуството. Повод за оваа пресконференција се вчера објавените податоци за остварувањето на буџетот за 2009 година. Податоците покажаа дека во 2009 година се остварени вкупни буџетски приходи во износ од 128,5 милиарди денари, што е за цели 10 милиарди денари помалку од предвиденото. Видовме дека владата ова го испеглала преку намалување на капиталните расходи. Остварувањето на пониски приходи во буџетот не е никакво изненадување за СДСМ, бидејќи тоа го предвидовме и јавно го соопштивме на пресконференција уште пред речиси 2 месеци, кога немаше податоци ниту за ноември. Во оваа прилика, како и пред 2 месеци, сакаме да укажеме на последиците за буџетот за 2010 година. За оваа година, вкупните буџетски приходи се предвидени да изнесуваат 143,3 милиарди денари. За да се оствари овој износ, приходите треба да се зголемат не за 3,5%, колку што предвиде владата, туку за цели 11,5%. Во услови на рецесија во која се наоѓа македонската економија и без распродажба на државен имот, такво нешто е малку веројатно. Значи, реално е да се очекува дека буџетските приходи планирани за 2010 година нема да се остварат и ќе бидат пониски. При пониски приходи, важно е што ќе се случува со трошењето на владата. Доколку владата не го намали трошењето и наместо тоа го задржи на нивото што е предвидено во буџетот за 2010 година, тогаш дупката во буџетот може да биде и двојно поголема од досега предвидените 170 милиони евра. Ваквата поголема дупка во буџетот ќе мора од некаде да се покрие и тоа пак ќе падне на грбот на граѓаните и на фирмите. Затоа ќе го повториме она што и го кажавме на владата пред 2 месеци, а таа не послуша и сгреши. Покажете поголема храброст. Направете ребаланс на буџетот и веднаш предвидете помало трошење од она што досега си го планиравте за 2010 година. Со тоа ќе испратите порака до стопанските субјекти и до Народна банка дека сакате да бидете сериозни. Така полесно и побрзо ќе се создадат предуслови да се олабави монетарната политика, уште повеќе да се намалат каматните стапки и да има повеќе кредити и за граѓаните и за фирмите. Немојте да ја повторувате вашата грешка од 2009 година. Заради таа ваша грешка запреа кредитите, се зголемија каматните стапки, а граѓаните и фирмите плаќаа и се уште плаќаат повисоки месечни рати за кредитите. Ставете го конечно интересот на граѓаните на Република Македонија пред вашиот партиски интерес.